Драги првачиња, добре дојдовте на уште еден час по математика на Училница. Јас сум наставничката Ангелина Аризанова од училиштето Видое Подгорец во село Колешино и овие неколку минути ќе учиме за парите како средство за плаќање. За овој час ќе ви биде потребен следниот материјал: тетрадка по предметот математика, прибор за пишување, односно вашето моливче и гумичка, бројна оска до 20 и боички. Сега ве молам натиснете пауза на видеото и земете го кај вас потребниот материјал. Во текот на видеото ќе имате потреба, односно задача, неколку пати да го паузирате видеото за да ги извршите потребните барања, односно да пишувате во вашите тетрадки. За овој час на помош ни доаѓа Денарко, нашето другарче од Народната банка на Република Македонија. Како што веќе знаеме, Денарко е монета од 1 денар, но да се подсетиме и на другите монети. Секоја монета има предна страна и грб. На предната страна има напишано бројчиња. Тоа е всушност вредноста на монетата. Така, на оваа монета го пишува бројот 1, бидејќи ова е монетата од 1 денар. На нејзиниот грб има шарпланинец. На следната монета го гледаме бројот 2, бидејќи тоа е монетата од 2 денари. На нејзиниот грб има пастрамка. Следна монета го гледаме бројчето 5, бидејќи тоа е монетата од 5 денари. На нејзиниот грб има рис. На оваа монета го гледаме бројчето 10, бидејќи тоа е монетата од 10 денари. На нејзиниот грб има паун. И последна монета е монетата со бројчето 50, односно монетата од 50 денари. На нејзиниот грб има светец. Овие монети се подредени по вредност од најмала кон најголема, односно најмала вредност има 1 денар, а најголема вредност од монетите има 50 денари. Но освен монети, односно метални парички, во Македонија постојат и пари направени од специјална хартија. Тоа се книжни пари кои се нарекуваат банкноти. И кај банкнотите вредноста е запишана со број. Еве, овде пишува број 10, бидејќи тоа е банкнота од 10 денари. Овде го пишува бројчето 50, бидејќи тоа е банкнота од 50 денари. Следна банкнота е со бројчето 100, односно банкнотата од 100 денари. Имаме банкнота со број 200, односно банкнота со вредност од 200 денари. Банкнота со бројче 500, односно банкнота од 500 денари. Банкнота со број 1000, односно банкнота од 1000 денари. И со број 2000, односно банкнота од 2000 денари. И овде ученици банкнотите се подредени по вредност. Од банкнота со најмала вредност, тоа е 10 денари, до банкнота со најголема вредност, тоа е 2000 денари. А сега, да замислиме дека се наоѓаме во продавница. Еве овде имаме некои предмети и нивните цени. Да ги именуваме. Ајде заедно со мене. Ова е тетрадка и таа чини 50 денари. Потоа, ова е кесе смоки и тоа чини 10 денари. Следно е лижавчето, кое што чини 1 денар. Ова е гумичка и таа чини 5 денари. И едно моливче, кое што чини 2 денари. Одлично! Е сега, овде долу ги гледаме и монетите. Да ги именуваме. Ајде заедно со мене. 1 денар, 2 за 2 денари, 5 за 5 денари, 10 за 10 денари и 50 за 50 денари. Да замислиме дека во продавница ни доаѓа Мими и таа сака да си купи тетрадка. Која монета треба да ни ја даде? Ајде, покажете со вашите прстиња. Така е, монетата од 50 денари.
А ако сака да си купи кесе смоки, која монета треба да ни ја даде? Ајде, покажете со прстињата. Одлично, монетата од 10 денари. Кога Мими би посакала да си купи лижавче, која монета треба да ја даде на продавачката? Точно, монетата од 1 денар. А кога би си купила гумичка, која монета треба да ја даде на продавачката? Така е, монетата од 5 денари. И кога би сакала да си купи моливче, на продавачката треба да ја даде монетата од 2 денари. Одлично, ученици. А сега имаме една задача. Да пресметаме колку чини секој предмет со собирање на соодветните монети. Односно, ќе составуваме задачи со собирање и ќе решаваме. Задачите пишувајте ги во своите тетрадки. А собирањето, односно решавањето на задачите, правете го како што ви е полесно. Со бројна оска, со добројување, со манипулативи или со прстињата. Да започнеме. Прва е острилката. Која е оваа монета? Така е, монета од 2 денари. Запишуваме број 2 и знакот за собирање, односно плюс. Која е оваа монета? Точно, монета од 5 денари. Запишуваме број 5 и добивме задача 2 плюс 5. А тоа е еднакво на колку? Ајде да решиме. 2 плюс 5 е еднакво на 7. Одлично, острилката чини 7 денари. Следува едно моливче. Ајде да видиме. Која е оваа монета? Така е, монетата од 10 денари. Запишуваме број 2 плюс која е оваа монета? Точно, монетата од 1 денар. Запишуваме број 1. Добивме задача 10 плюс 1. Ајде да решиме. Пауза и да решавате. 10 плюс 7 еднакво на 11. Одлично. Моливчето чини 11 денари. Наред е една тетрадка. Да видиме колку чини таа. Која е оваа монета? Така, монетата од 2 денари. Запишуваме број 2 плюс која е оваа монета? Точно, монетата од 10 денари. Запишуваме број 10. Добивме задача 2 плюс 10. Ајде да ја решиме. 2 плюс 10 еднакво на 12. Одлично. Тетрадката чини 12 денари. Сега еден весник. Колку чини тој? Која е оваа монета? Така е, монетата од 2 денари. Запишуваме број 2 плюс која е оваа монета? Одлично, монетата од 1 денар. Запишуваме број 1. Добивме задача 2 плюс 7, а сега да решиме. 2 плюс 7 еднакво на 3. Така, весникот чини 3 денари. Да видиме колку чини млекото. Која е оваа монета? Точно, монетата од 10 денари. Запишуваме број 10 плюс која е оваа монета? Монетата од 5 денари. Запишуваме број 5. Добивме задача 10 плюс 5, а сега да решиме. Колку е тоа? 10 плюс 5 еднакво на 15. Точно, млекото чини 15 денари. И еден филџан, колку би чинел филџанот? Која е оваа монета? Точно, монетата од 5 денари. Запишуваме број 5 плюс која е оваа монета? Така е, монетата од 1 денар. Запишуваме број 1. Добивме задача 5 плюс 1. Ајде да решиме. 5 плюс 7 еднакво на 6. Значи филџанот чини 6 денари. Одлично, ученици. Сега се селиме во една продавница за храна. Овде е прикажано мени на продукти и нивна цена. Ајде да именуваме.
Една топка сладолед чини 7 денари. Едно парче торта чини 8 денари. Шолја топло чоколадо чини 9 денари. Една мафина чини 5 денари и една чаша сок чини 9 денари. Првачињата после часовите отишле во продавница и направиле нарачки. Ајде да пресметаме по колку пари треба да дадат, односно да ги собереме цените на продуктите од нивните нарачки. Задачите ќе ги пишувате во своите тетрадки, а начинот на решавање повторно нека биде како што вам ви е најлесно. Да започнеме со нарачката на Мартин. Мартин сакал сладолед и една чаша сок. Колку чини сладоледот? Точно, сладоледот чини 7 денари. Запишуваме број 7 и знакот за собирање, односно плюс. Колку чини чаша сок? Така е, чаша сок чини 9 денари. Запишуваме број 9. Добивме задача 7 плюс 9. Ајде да ја решиме. 7 плюс 9 еднакво на 16. Значи Мартин треба да плати 16 денари. Следна е нарачката на Ана. Таа сакала мафина и Шолја топло чоколадо. Колку треба да плати? Колку чини мафината? Така е, мафината чини 5 денари. Запишуваме број 5 плюс колку чини Шолја топло чоколадо. Точно, 9 денари. Запишуваме број 9. Добивме задача 5 плюс 9. Ајде да решиме. Колку треба да плати Ана? 5 плюс 9 еднакво на 14. Ана треба да плати 14 денари за нејзината нарачка. Следува нарачката на Ема. Ема сакала сладолед и парче торта. Колку треба да плати? Колку чини сладоледот? Одлично, сладоледот во продавницата чини 7 денари. Запишуваме 7 плюс колку чини парче торта. Така е, парчето торта чини 8 денари. Запишуваме број 8. Добивме задача 7 плюс 8. Ајде да решиме. 7 плюс 8 еднакво на 15. Ема треба да плати 15 денари. Следна е нарачката на Никола. Тој сакал мафина и парче торта. Колку треба да плати? Колку чини мафината? Така е, мафината чини 5 денари. Запишуваме број 5 плюс колку чини едно парче торта? Одлично, тортата чини 8 денари. Запишуваме број 8. Добивме задача 5 плюс 8. Ајде да решиме. 5 плюс 8 еднакво на 13. Никола за својата нарачка треба да плати 13 денари. Нарачката на Лиле. Да ја разгледам. Таа сакал мафина и чаша сок. Колку чини мафината? 5 денари. Запишуваме 5 плюс колку чини сокчето? 9 денари. Запишуваме број 9. Добивме задача 5 плюс 9. Ајде да решиме. 5 плюс 9 еднакво на 14. Значи Лиле треба да плати 14 денари. Следува нарачката на Кате. Кате сакала сладолед и една мафина. Колку треба да плати? Колку чини сладоледот? 7 денари. Запишуваме број 7 плюс колку чини мафината? 5 денари. Одлично, запишуваме број 5. Добивме задача 7 плюс 5. Ајде сега да ја решиме. 7 плюс 5 еднакво на 12. Значи Кате треба да плати 12 денари. И последна нарачка за денес е нарачката на Мите. Мите сакал парче торта и една чаша сок. Колку треба да плати? Колку чини парчето торта? Така е, парчето торта чини 8 денари. Запишуваме број 8 плюс колку чини чаша сок. Одлично, 9 денари. Запишуваме број 9. Добивме задача 8 плюс 9. Ајде да ја решиме. 8 плюс 9 еднакво на 17. Мите за својата нарачка треба да плати 17 денари. Отлично, ученици.
А сега за вас имам една домашна задача. Отворете своја продавница, односно нацртајте неколку продукти и напишете им соодветни цени. Замислете дека Мартин, Никола, Ана, Ема, Кате, Лиле и Мите дошле во продавницата и направиле нарачка. Илустрирајте ја нивната нарачка во тетрадката и пресметајте колку пари тие треба да ви дадат.